Ке се рехабилитира патниот правец Струмица граничен премин Новосело, а паралелно ке се прави проектна документација за изградба на експресен пат. Вака најави директорот на државни патишта Зоран Китанов, кој заедно со министерот за транспорт и врски Горан Сугаревски го посетија патот Струмица Берово, кој беше целосно реконструиран во должина од 8,6 км, за што се потрошени 1.600.000 евра. Патот до граничниот премин ќе започне со изградба на коловоз од 4 ленти до Дабиле по должина од 2 км, а рехабилитацијата ќе биде со пари од Светска банка. Влегува и патниот правец Струмица граничен премин, кој што целосно ќе биде рехабилитиран. Тендерската постапка тече, ќе биде завршена на 13 август и тука како дел од тие 12 патишта припаѓа и овој пат. Исто така, во тек е постапката со премер пресметките за еден поголем проект, а тоа е експресен пат Струмица граничен премин Новосело. Министерот за транспорт и врски Сугаревски при денешната посета во Струмица најави дека се обезбедени средства за населените места Дабеле и Просениково да добијат канализациони системи. Посебно сакам да нагласам два проекти кои што се врзани со Министерството за транспорт и врски во износ од преку 600.000 евра се однесуваат на населените места Дабеле и Просениково, се однесува за канализационите системи кои што треба да бидат направени. Во крајна фаза е целокупната постапка и нашите очекувања се дека во најбрз временски период овие канализациони системи ќе почнат да се градат. За градоначалникот на Струмица, рехабилитацијата на патните правци и изградбата на канализациони системи ќе значат економски развој на општината. Тоа се многу значајни проекти кои што директно ќе влијаат врз економскиот развој на општина Струмица. Мислам дека многу значајни проекти се, ги спомна, еве и овој пат на кој што денеска се наоѓаме, Струмица Берово, патот кој што е реконструиран Струмица Валандово. Во август ќе заврши тендерот за рехабилитација на патниот правец Струмица граничен премин Новосело на македонско-бугарската граница, пошто ќе започнат градежните активности на терен.